и тој нема користено ништо до сега. Значи, нема потреба од прво да го извади го максимумот природниот што ти го дал Господ. Природниот максимум. И после запрашај се со која цел ќе земеш ти стероиди. Ќе добиеш $300,000 награда? Ќе изградиш кариера? Значи мора да се запрашаш за како да одиш понатаму. Еве Никола е доказ, јаде кој е доказ дека може без стероиди да се постигне феноменално тело многу. Да. И баш залеко, докато ги гледам сликите, тој изгледа како мене, а доста многу успеа. Да, така изгледаше како почна, да. Да. Поздрав далека. Друг има некој да прашам? Друг некој прашање нешто да има? Не се срамете, прашајте. Виното, јас Франција, знаете, работев 6 зими во Дизелскијачка центар. Виното му е нешто најубаво нешто на французите. И затоа има најмоцен срцеви удари во Франција. Али ние македонците, знаеш, лакоми сме и се во се претерваме. Таму не видов пијан французин да се влечка по земја. Туку си пија чаша до 2, 3 чаши дури многу му беа, али со секој јадење. Чаша вино со секој јадење. Значи, тие се знаеш, професионалци се за вина и во врска со спортот не пречи ич. Ништо не е на чаша. И на чаша раке, и на чаша вино не е ништо, баш е стимуланс. Виното има креатин, и то многу креатин има во виното. Утрете на вино, овој кавадар се да не разбери, ќе почи вино продава. Ми вели без работа останав, сам те под ракија продав. Затоа ти не можеш да продаеш. Протеините ми закочија. Се клуб на ракија мириса за парам, шоева се историја негде. Прашина прашим. Загледала за чистење. Од два продавницата во Виола центар што е таму тоа зградата. Има одадо што се што интересира таму. Друг некој да праша нешто? Прашајте, да не се срамете. Имаме уште 15 минути. Ристо за буреко не праша. Сега. Нешто обшто така за крај, да завршиме, имаме ше 10-15 минути. Кажи. Не за музика. Еве паѓото за крај кој ќе стака. Ова за аплаузе, брат. Бакате ме дизверно на чонки. Чеки за крај. Овде победим 2010-та. Ко ми веле излегва и во години си деца млади да не ту страмат. О, браво. Че камерата. Ова е за пример. На 38 години вака ти изгледаш? 38. Кога помине. За крај да ни опишиш на сите како изгледа еден твој ден работен, да речеме, со храна и со вежбање. И пред такмичење и за одржување вака. Во живо да видиме. Цел ден. И ноќта. Е вака, за пред такмичење ќе ти кажам, а и кој ќе сум во сезона. Се во такмичењето што беше 2010-та, 13 години имав пауза направено, имав излезено на такмичење од 97-та. И вистина си сумњав, секој ќе сумња дали ќе успеам да се спремам, нема да се спремам. И стварно беше ненормално тешко многу, пошто бев организатор на такмичењето, че морав да го организирам од музики, од озвучење, од спонзори, да одам по фирми, да му кажам на директорите да поможат, и диети да правиш, и да тренираш, и да организираш, ја спремам. Мислев дека нема шанси да успеам. Ама успеав и го прогласија за најубаво такмичење на Македонија во сите времења. Значи 2010 година што беше овој такмичењето. Припремите беа страшно нешто. Значи, заради
представам што се случва, последно време, по последните 10 дена, професионалците ги седат во хотел. Оти се толку нервозни, Фройд рече дека на прво место е нагонот за глад. После се сексуалниот нагон за пари, за Ферари, за глупости. Значи, ако си гладен, ништо не гледаш пред тебе. Сега, последните 3 дена, пред такмичење. Не, последните 5 дена. И се ближи такмичењето. 5-тиот ден пред такмичење. Јадиш само 5 парчина риба во текот на денот. Ништо друго. Наредниот ден, 3 парчина риба и после 2 дена ништо не еш. И пиеш вода за акумулатори, дестилирана. Оти во пиштата вода има натриум сол и ги ќе покрие кожата. И сега тие 2 дена дори пиеш само вода за акумулатори, значи никакви минерали не примаш во тебе. И сон не можеш да заспиеш како ќе заспиеш, како не си најаден, не можеш да спиеш. И шетам низ дома ламбите угаснати, ненормален, и само ми шетат, ми летат за кокошки печени, колбаси со јајца, граф со ребра. И тогаш, Никучо тука е, Никучо свака му час најпак ќе ми поможи. Оти не може да излезам надвор, ти ќе се распораш со луѓето. Влего во веро, се ги искршев, овој ме знат, не сум агресивен човек. Шо ти е ништо, со ќутење си одвам дома, клубо кога беше цел справи да ги искршив, и реков сега, јас кога ќе вежбам никој да нема во клубо, и поќе не излегам да немам контакт со луѓе. И на никој ќе му седев, оди по јајца, оди рибата готова во грне ми ја праe на скара таму, за да нема никакви масноти. Оди ваму, оди таму, јас само џамчето звиркав, само му отвори вратата да ми ги даваш и со него да не премува, ти него му се разликав. Сега, јас му се разликав. Во Америка еден ја уби и мајка му, на жена му, свекрва му, значи. Свекрва му, не знам, мајка, баба. Мајка му, на жена му и жена му, теорија за напреми не му го сварија. Ама тој не сакаше да ги убие, поен шамар му манаше, се во раката и ги отеде. И од тогаш председател на Светската федерација, јас плаќам хотел, последните 10 дена сите такмичарите во хотел да бидат затворени и да му се дава јадење кон затвор, вака трак, и јај за здравје. И тоа си реков, појќе такмичење, секојаш така си билам, јас и сите си билам, појќе такмичење да не видам, точно зборав пред диетите, па секој на работа менува. Тренинзите. Еднаш сабајле вежбаш со тегај, еднаш вечерта вежбаш со тегај, еднаш измеѓу тоа возиш точак и уште една, значи 4 тренинзи пред денот пиеш вода за акумулатори. И сега они снајди се. Али после тоа успех кога ќе се видиш на огледало, кога ќе се видиш, ова сега ми се знат стомачите, ама не е ништо, спремен кога ќе се знаат кога ќе си такмичарски спремен. Тогаш кожата е, например, сега гледај колку е овде тебе, ваква е кожата овде на стомакот. Значи толку танка се пред на стомакот, иначе се знае туди. Да, дебел е овде, колку што е овде. Не кажа дека имаше повреда за коленото. А и плюс мускуло ми се скина, не цел, неколку мускулни влакна ми се скина и требаше да го откажам на превар, ми се напред цела синејца овде. И реков какво откажвање, продолжам со вежбање, со болки, со плачење. Затворен сам во клубу и овде поќе боја ќе клајте тука да не се гледа дека ми е посинета ногата. И така излегувам такмичење. Значи тоа е пред такмичарски, а вон такмичарски не е толку тешко, значи друго е на маса си јадиш едно друго. И затоа ми веле кога ќе правиш кампањата за градоначалник, немој случајно диета да правиш, оти кога ќе фатиш камери, конкуренти, пумото студиото. Парче сите, само најаден и насмејан. Задоволен, значи. Да. Епа толку, јас мислам нешто, ако има уште некој друг прашање и да привршваме, друг пат пак ќе направиме, ама тоа ќе го направиме да види. Ова беше пробно, сакав да видам како ќе види. Следниот пат ќе го направиме да види од цела Македонија. Значи ќе донесам и фармацеути, и нутрицисти, и ќе ги соберам доктори, и ќе соберам шампионите на Македонија, што се сите, што биле атлети на Македонија. И секој да кажи негово искуство, значи, Зоран Пира, тој ќе одајсам шампион, што е, Тоше Зафиров, значи сите ќе дојдат, договорени сме ние, ти рекла напред пробно да видиш како е што е. И не мора да биде само битола, може да биде да го направиме во поќе градови из Македонија, за да се обучат луѓето, за да не си го нарушат здравјето, што е многу важно, најважно нешто. Значи се што правиме да не се наруши здравјето, од здравјето е се. Број 1. Здравиот човек има една желба да оздрави,
Мислам, болниот човек има една желба да оздрави, а здравие има 1000 желби. И ова да направам оно, да направам така. И кога се разболиш. Да. Ке се пушти, да. Оти сега е страшно време на дроги, на цигари, на алкохол, на... Да. Да се организира, ќе се организира, ќе прерасне во поголема манифестација. Оти многу дрога има. Оти кога бевме мали, ти знаеш, беше деме како држиш цигари раце, фрајер си нешто, сад си мисля да го се другираш, ако иш вака занесен нешто намрутен, и деме ќе осака женските, тој деме нешто посебно е ова. А тоа ствари си упропашта здравието. Катастрофа. На цела фамилија тоа се уништва околу него. И сам се уништва и фамилијата уништва. И затоа во иднина ќе се прат да бидат, значи поголеми со поќе луѓе. Сега го направив сам за да пробам, тоа ќе направиме и трибина, и ќе има поќе стручњаци, значи и доктори, и се, и други шампиони од разни бранши, дури ми е план да донесам и фудбалери, и да коментари, и кошта. Значи секој да си каже од сите тие тренинги теретана, секој да си праша. Да. Да. Ако нема никој ништо прашање? Ако нема никој ништо некој друго прашање, значи има никој да праша нешто? Пуно киво продини на дега. Заборев да ви кажам, значи DVD-то од овој семинаров ќе го монтираме, ќе го спремиме, ќе биде во фитнес клубот кај мене, во секое време по 2-3 дена да се монтира, ќе може кој сака да се го подигне бесплатно. Значи цел овој семинар да може да си го гледа. Прашањата едно други да му види како скрипта едноставно. Тоа што, например, не го слушна или не го разбра одговору или прашањето, ќе може да се го гледа многу наново. Значи по 3-4 дена ќе биде готово DVD-то и ќе биде во клубот. И на веб страната, имаме стручњак тука за веб сајтот, тој ќе го постави на веб страната. fitnesspalio.com заедно е тоа. Значи мојата веб страна и ќе биде и на зидот на Facebook. Ама убаво да си има како DVD, може секој да си го земе од тука. Да, обовезно. Друг има некој нешто да праша? За крај нешто некој да каже? Гледам многу развиени дечки, никој ништо не праша, како се разви не каже. На Фейсбук цела Македонија, јас сум од тето. Не е убој нека прашва. Ќе одам на кај камерата сад дека завршувам. Па добро, тоа фала на сите што дојдовте.